На 350 возачи во Штип досега се стекнале со сертификати за автотакси возачи, информираат од општината. Од пред 2 години, од кога стапија на сила измените од Законот за превоз на патници, овој сертификат е задолжителен за да се врши превоз на патници во автотакси сообраќајот. Кандидатите полагаат писмено. Прашањата се однесуваат на познавање од сообраќајот, улици во градот и Законот за безбедност во сообраќајот и превоз на патници. Досега има издадено 374 вакви сертификати за такси возач. Кога еднаш го положите испитот ви важе, без разлика во која автотакси компанија сте возач, сте вработени, и самиот испит се состои од полагање на писмен дел, односно 40 прашања, тест со 40 прашања. Од областа превоз во патниот сообраќај, познавање на улиците во градот Штип, најкратки релации за возење, потоа казнени одредби од Законот за безбедност во сообраќајот и превоз во патниот сообраќај. Од Сдруженијето на таксисти велат дека сертификатите влијаеле на подобрување на квалитетот на услуги во превозот на патници. Потсетуваат дека се уште има слободни лиценци до потполнување на бројот одреден од општината. До сега успеавме во овие 2 месеца да дојдеме до цирка 200 возила кои аплицираат за добивање на лиценца, на извод од лиценца, и да искористам прилика на сите заинтересирани поединци, физички лица и правни лица дека остануваат уште околу 50 слободни места за добивање на лиценца за вршење на автотакси превоз. Значи, така не е и со правилникот за работа, нели, ограничено до 250 возила. Обнова на возниот парк засега е приоритет на такси компаниите во Штип, кои може да се избројат на прсти, а за такси превозниците се укина врската за познавање на англиски јазик, за кој досега курсевите беа бесплатни. За обука и полагање на испитот за добивање на сертификати, кандидатите плаќаат нешто повеќе од 50 евра. Според информациите од Сдруженијето на таксисти во Штип, во автотакси превоз се вклучени околу 300 возила, од кои има и такви без потребните сертификати и без лиценци.